Овој прес денеска е свикан на дел од гранските синдикати при Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, поточно од Синдикатот на администрација, државна управа и правосудство, Синдикатот за транспорт и врски, Синдикатот за стамбено деловни комунални организации, Синдикатот за енергетика на Македонија и Синдикатот на полиција на Македонија. Пресот е поради големото незадоволство на членството од незголемување на платите во јавниот сектор од една страна и од друга страна од големото игнорирање на владата и надлежните министерства како одговорни за овој проблем. Минималната плата стапи во сила, веќе знаете, од 1 март. Она што беше во законот за скалесто покачување на платите, на крајот економско-социјалниот совет не стигна во собрание, тоа така да и не се донесе. Беше тргнато од законот. Минималната плата требаше да се покачи, ние дававме цврста поддршка на Сојузот на синдикати на Македонија, но не можеме да дозволиме понатамошно манипулирање со јавноста и со членството околу скалестото покачување на минималната плата. Ако остане вака, од причина што пола од вработените во Република Македонија, тоа се 400.000, зимаат негека до средна плата која што е негдека околу 21.700. Тоа значи дека пола од работниците живеат во сиромаштија, а минималната плата се покачува само за 10% од работниците. Тоа значи дека ова не е победа на синдикатот, ова е голем пораз затоа што останатите 90% остануваат со исти плати. Јавниот сектор, скоро половина од вработените кои што се во јавниот сектор взимаат минимална плата, а дел од нив и под минимална плата. Се обидуваат со најразлични манипулации, со закон за административни, ќе се покачале бодовите на една категорија, на друга нема да се покачале, со закон за наставници, ете да купат време, да манипулираат и јавноста, и членовите и вработените во јавниот сектор, дека ќе се покачат платите. Тоа не е точно. Времето истече. Денеска сме 23 март, веќе нема ни време за ребаланс на буџетот. Па затоа делот од гранските синдикати и КСС донесоа одлука да излеземе првично на улица. На улица ќе бидеме на 30 март во 15:30 пред собрание, да ја кажеме нашето незадоволство, затоа што уште во ноември минатата година испративме допис до сите пратеници во собранието, каде што во тој момент баравме согласување на платите согласно минималната плата во тој момент, а тоа беше 15.200 динари. Доколку останат глуви, продолжуваме уште порадикално, тоа значи дека ќе стапиме и во генерален штрајк. Оваа цела манипулација што се случува во јавноста има многу едноставно решение. А кое е тоа решение? Владата на седница да одлучи да го покачи само бодот на вработените во јавниот сектор. Проблемот ќе се реши. Од 2016 година или 2018 година, при последното покачување на бодот, кој што во тој период беше 77,5 динари, е покачен само за 5%, а тоа е 81,6 динари. Бараме владата да го покачи бодот за онолку проценти, за да можат платите во јавниот сектор да бидат оние кои што треба со минималната плата, но другите да се задржи распонот на разликата помеѓу плати на останатите вработени.